Процесот на рехабилитација на повредените млади луѓе во дискотеката Пулс позитивно ги надминува очекувањата на лекарите. Иако лекувањето е долготрајно, сепак со добра физикална терапија пациентите успешно заздравуваат. Сите се во стабилна состојба. Во моментот 42 од повредените се рехабилитираат во Кочанската општа болница, а 7 во Штипската клиничка болница. Рехабилитацијата е добра, трансплантантите се сите прифатени и во однос на разрежувањето на зглобните тела и ампутацијата оде добро. Најголем дел од повредените се со изгореници на шаките, дел од повредените имаат изгореници на вратото и рамењата, но имаме и травматски повреди и имаме повреди ампутации. Медицинската рехабилитација во која се вклучени лекари од Скопје, Штип и Кочани може да трае и до 24 месеци. Во моментот на оделението за физикална терапија се опремува просторија, која ќе биде наменета само за повредените во пожарот. Сепак потребни се апарати со кои процесот на заздравување ќе биде многу побрз. Спецификата при оваа рехабилитација е се обавува секојдневно, индивидуално за секој пациент и со надзор на физијатар. Во Штипска физикална спрема е посебна соба, кај што ќе се рехабилитираат децата. Во моментот во Кочанската болница има донесено работна машина за горни екстремитети, која работна машина го олеснува процесот на рехабилитација на пациентите. Се надеваме дека во наредниот период таа работна машина ќе ја добиеме и во Штип. Со оваа работна машина добиваме подобри и побрзи резултати во однос на рехабилитацијата на пациентите. Доктор Костадинов уште еднаш апелира повредените да не користат креми и мелеми за изгореници од надри лекари, туку задолжително да барат совети од специјалисти. Претходно медицински персонал од Штип и Кочани, вклучени во процесот на рехабилитација, завршија 6-неделна обука, организирана од страна на Англиската организација за ургентна медицина, сертифицирана исклучиво за пациенти со изгореници.